Постои една вистина за Македонија што ретко се кажува јавно. Не затоа што нема докази, не затоа што нема сведоштва, туку затоа што е непријатна. Непријатна за оние што со векови ја обликувале историјата според сопствени потреби и непријатна за оние што научиле дека молкот често е побезбеден од прашањата. Кога денес зборуваме за Македонија, најчесто слушаме две крајности. Од една страна, митови и легенди, обвиткани со романтика, што ја поедноставуваат сложената реалност. Од друга страна, целосно негирање, кое не остава простор за нијанси, контекст и историска длабочина. Но историјата речиси никогаш не е едноставна. Таа не е црно-бела. Таа е составена од слоеви, од различни гледишта, од тишини и недоречености. И токму таму, меѓу тие слоеви, започнува вистинскиот проблем. Македонија од секогаш била на место каде што се сретнуваат светови. Не затоа што тоа го избрала, туку затоа што географијата ја поставила на крстопат меѓу истокот и западот, меѓу северот и југот, меѓу империите што доаѓале, се судирале и исчезнувале. Низ овие простори поминувале армии, владетели, религии, култури и идеи. Секоја епоха оставала свој белег, камен врз камен, збор врз збор. Но со секој нов слој се менувал и начинот на кој приказната била раскажувана. Затоа што историјата ретко ја пишуваат оние што ја живеат, почесто ја пишуваат оние што имаат моќ, оние што имаат време и оние што имаат интерес. Така, низ вековите, некои приказни станале доминантни, повторувани доволно долго за да звучат како единствена вистина, а други приказни останале на маргините, пренесувани тивко, заборавани намерно или исклучувани од официјалните наративи. Не затоа што не биле важни, не затоа што немале докази, туку затоа што не биле погодни. Историјата не е само приказна за минатото. Таа е алатка. Со неа се гради идентитет. Со неа се создава чувство на припадност и со неа се оправдуваат одлуки што имаат последици далеку надвор од страниците на книгите. Затоа молкот не е случаен. Тој е избор. Избор да не се зборува. Избор да не се прашува. Избор да се остават некои теми затворени, бидејќи отворањето на тие прашања може да ја наруши удобната рамнотежа. А понекогаш, молкот знае да биде погласен од било која изговорена лага. Ова не е приказна што припаѓа само на минатото. Таа продолжува и денес. Во начинот на кој се гледаме себе си, во начинот на кој ја учиме историјата и во прашањата што ретко си ги поставуваме, од страв дека одговорите можеби нема да ни се допаднат. Затоа што народ што не ја разбира сложеноста на сопстрената историја, лесно прифаќа едноставни објаснувања. А едноставните објаснувања, речиси никогаш не ја содржат целата вистина. Но прашањата мора да се поставуваат, затоа што кога историјата молчи, некој друг зборува наместо неа.